Капацитетот на Мицковски, целата негова екипа и така натаму, тој е главно втори, трет ешалон. Не можем да го проценам Мицковски во смисла на тоа дали во себе носи доволно голема злоба за да може да влезе во такви проекти на чистење. Ја мислам дека е ова повеќе една операција, за тоа секогаш ВМРО го бивало, повеќе една операција на пиар. И они се разбираат у тоа како, знаеш, дента која ти објавуваат Европска унија извештај, ти да правиш циркус со чистење на улици со црело. И за тоа се мајстори, мислам, со оглед на оваа нашава јавност таква каква што е. Него му е јасно дека нешто мора да прави, откако апсолутно се што можеше освои. Ја мислам дека сега ќе направи некакви ротации у владата, речи си сум сигурен дека Тошковски ќе оди на место на министар за правда, дека веројатно министерот за одбрана ќе оди на министер за внатрешни. Ќе се занимава со тоа и ќе се занимава со она што тие знаат дека дава резултат. Бидејќи не можат да го реформираат судството на начин каков што е предвиден со препораките на Европската унија и така натаму, они ќе се бават со апсења сега. Зашто? Затоа што апсењата се атрактивни. Пак ќе ги вклучат камерите, пак ќе бидат тоа директни преноси од овој од оној.